Велишкиот актер Александар Георгиев е добитник на актерската награда за животно дело Петре Прличко. Жири комисијата одлучи годинава наградата да му ја додели на велешкиот доајен на актерството, кој годинава слави и 50 години кариера. Заблагодарам на луѓето кои што ме предложиле за оваа награда, на жири комисијата, и да кажам дека оваа награда многу ми значи, и тоа од две работи. Прво, заради тоа што е награда која што е од фелата, од колегите, од Сдруженијето на драмските уметници, од театарот во кој што му дадов повеќе од 50 години, и што доаѓа од градот. Второ е заради тоа што името кое што го носи наградата е на мојот драг колега, близок пријател, Петре Прличко, со кој што поминавме многу убави денови заедно сме играле во представи, ми режирал представи, сме се дружиле и морам да признавам дека многу работи научив од него. Жири комисијата во состав Александар Ивановски како председател и членовите Јордан Витанов и Едмонд Сотир преку образложението објаснија и зошто токму Георгиев е добитник на овогодинешната награда. Александар Георгиев е символ за исклучително прецизна актерска игра, експресивно изваена до јасно подвлечени нијанси. На моменти суптилна и скокотлива, на моменти вжарена до осветување, но секогаш прочистена, силна, слободна. Неговото промислување на сценското присуство е за секој восхит. Сме го гледале на сцената во разни роли, секогаш ангажиран и храбар во изразот, секогаш минуциозен во действијата. Како човек може би скромен, тивок и ненаметлив, но ние, неговите колеги, добро знаеме дека е секогаш отворен за топла соработка, за совет и за помош. Континуитетот и интензитетот на неговото полвековно сценско постоење е во секој поглед импозантен. Александар Георгиев е театар. Сериозен, хируршки прецизен, промислен, елегантно духовит. Неговите ликови уште долго ќе ја бараат својата вистина, својата правда на сцената, осветлувајќи ни при тоа нам, неговата публика, круцијални аспекти од човечката екзистенција. Многумина денес прашуваат како е можно велешката публика во толкав голем број да ја полни театарската сала. Јас би одговорил дека таквиот однос и взаемна почит во голема мера доаѓа како резултат на работата на Александар Георгиев, на неговата пожртвуваност, трудолюбивост, талент, аналитичност, неуморност, дисциплина. Театарот во Македонија веќе половина век има посветен сојузник во актерот Александар Георгиев. Му благодарим. Едно од највозбудливите според мене во кој патуваше нашиот театар е Стоби. Значи ние како колеги сме разговарале на проби во театар натаму, дека е многу интересно Стоби да се одигра на представа таму и се охрабривме некако. Значи за нас е многу лесно актерите да се охрабриме, ќе играме, во Стоби ќе играме, но за тоа треба да стоат исто така храбри одлуки на раководителите кои треба да донесат одлуки од емотивна природа, значи од финансиска, организациона и секаква друга. И тргнавме во таа авантура 92 година, мислејќи дека онака чисто како долг просто према просторот, према тој театар ќе одиграме една представа и таа приказна ќе запре тогаш. Арно, ама се случи сосема за среќа, нели? Сосема обратно, публиката го прифати, ја прифати таа авантура и ние 10 години работевме таму наши представи, како продукции. Дури после 10 години, исто така, беше дел од востанувањето на тој фестивал на античка драма и Александар Георгиев. Георгиев, искажувајќи ја својата благодарност за вручувањето на наградата, се присети и на соработката со актерот, чие име ја носи истата, великанот Петре Прличко. Научив за професијата, меѓутоа научив многу и за организација на театарот. За начинот на односот кон публиката,
за начинот на доведувањето на публиката во театар, за начинот на реклама, за која што беше вистински мајстор. Учејќи го занаатот тој на своите плеќи, уште како патувачки актер, точно знаеше каде, како и што треба и на кој начин и да се рекламира представа и на кој начин и да се пристапи на гледачите. Уште еднаш му благодарам него, благодарам на сите, благодарам на верната публика која што овие 50 години ме гледаше, ме трпеше на сцена. Наградата на Георгиев ќе му биде врачена в петок на свеченоста по повод одбележувањето на денот на општина Велес, кога во негова чест актери од Велешкиот народен театар ќе одиграат и дел од представата Шешардисани времиња.